Илија да ви се обратам како свој на своите, како хонорарец на други хонорарци. Епа бидете ми поздравени ситна буржуазија, зашто така ве нарече господинот Дивица Брозевски под нашиот прв и се подсмеваше на левицата што ме поддржа. Епа сега дали се чувствувате доволно ситни повторно да се подбиваат со вас? Или не? Кои сме ние тука и што сакаме? Веројатно ги нема оние на кои што и бетија 3000 постојани вработувања пред некој век. Нека име се среќа и онака одлучиле да го подкрепуваат овој паралелен универзум. А ние не живееме во него, ние живееме во еден реален свет каде што еден заден неолиберален капитализам е целосно разбојасен. А тие може да продолжат да го крепат паралелниот универзум кој има устав, кој вели дека ова е социјална држава и дека овој закон е донесен од демократски избрани народни представници за да не заштити нас. Тогаш зашто ние тука? Зашто сме неблагодарни или нашата приказна не се поклопува со нивната? Во нивната некој лажен, матен, статистички графикон ќе потпркне, за да ги подкрепи овие Потемкинови села, дека ловиме забрзано кон нека светла иднина. А во нашата приказна на преживување и несигурност, во која што некогаш има, а некогаш нема, сега се повеќе и се почесто ќе нема. Ако сакате да се понасмееме и кисело, дајте да расправаме како не штити овој закон. Секој што потпишал авторски договор, знае дека може да не го исполни само ако падне тешко болен, а ни тогаш нема да биде платен. А сега кога ќе ги платите придонесите за авторскиот договор што не можете да го исполните зашто се болен, ќе добиете боледување. Или ако сакате за пензиите да расправаме, или за стажот што ќе ни тече. Овој пензијски фонд не можеше да им ги пресмета пензиите на луѓето што работат според веќе постоечкиот и стажот, според постоечкиот закон за работни односи. Не знам дали ќе треба некој математички гений да вработа за да ги пресмета наши. Но едно е само јасно, мора да се плати. Потребно беше, оваа земја треба да се плати за да се работи. Требаше да дојде некој од надвор, ово наше масовно глумење лудило, да ни каже дека оваа земја треба да плати што да работиш. И не само како наставник со 20%, и не само како нас со лажни придонеси, туку и секој мал предприемач кој замислете се труди самиот да се снајде, а не да се овеси на цицката на паралелниот универзум и да прави пари наместо само да ги сема, и тој ќе плати со драконски казни, драконски давачки. Така, овој закон, цело време трудиме дека овој закон е правно сомнителен, како што гледаме и тешко спроведен. Но тој е и неправеден, не само заради тоа што не става во неравноправна позиција со останатите вработени, во секаква смисла е неправеден. Тоа е само уште една тула од зидот што се цементира од сиромаштија. Овој паралелен универзум со години, со децении се труди да го освоиме првото место во сиромаштија во Европа. И законски да го санкционира тоа. И затоа јас немам барање да го повлечам законот, зашто да го повлечам нема. Јас можам само да ви го понудам решението што на првиот протест сами го кажавме. Нема да ви плаќам. Нема да ви плаќаме! Нема да ви плаќаме! Нема да ви плаќаме! Нема да ви плаќаме! Како што реков, ако не платиш, нема ни да работиш. Ама мене ми е доста. Јас сум подготвена да не работам. И топло да ја пречекам таквата сиромаштија. Затоа што до овде ми е одживење во глумење и лудило. На социјалните мрежи им стегаме палки на студентите, во паузите, меѓу платените програми на паралелниот универзум, во кој не советуваат.
да трчаме надвор, да јадеме здраво, да се смееме, да си кликнеме селфи пред овие скапи свадбарски торти што имитираат архитектура. Но, мене ми е доста и од она глумење лудиво во кое што прифаќаме да не прават недоветни, малоумни, будали и деца, дека собствените деца си ги оставаме типко да се трујат од воздухот што го дишат или да ни умираат без лечење. И затоа, ако ни треба подкрепа, Мартин Лутер Кинг рекол: морална опреска на човека е да не ги почитува неправедните закони. Прекливо право на децата и будалите е да кажат дека царот е гол. Јас прифаќам да бидам тој дворски шут и да кажам дека царот е гол. Гол и грд и многу е грд.